Во студиото се релаксиравме малку со музичка номер, убаво е да се започне денот малку со музика, секако и со позитивна енергија. Како што спомена и Сања на самиот почеток на емисијата, ќе имаме навистина корисна тема и сите оние кои што можеби имаат некој проблем со кардиоваскуларните заболувања, ќе биде добро и внимателно да ја слушаат нашата денешна соговорничка, да ги послушаат незините совети, а секако ќе можат подоцна и да се вклучат во емисијата со свое прашање, доколку имаат нешто што можеби сакаат да го прашаат. Тука ќе биде нашата гостинка да им одговори, да им излезе во пресрет. Така. Времето, климата и атмосферските влијанија секако некогаш многу поволно делуваат врз нашето здравје, но и сите промени кои што ги носат самите со себе можат и навистина и да наштетат врз здравјето. Како треба да внимаваме во однос на промената на климата и како климата влијае врз кардиоваскуларните заболувања, ќе разговараме во текот на денешниот разговор со нашата соговорничка, наша драга гостинка, професор доктор Силвана Јованова, кардиолог, која што ќе ни ги даде сите препораки поврзани со оваа проблематика. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден. Так, навистина сме во период кога температурите нагло се покачија. Имаме и онаа промена од температури кога еден ден да речеме е 40 степени, па потоа е 25, навистина голема разлика и сето тоа влијае некако негативно кај луѓето, особено кај оние кои што имаат кардиоваскуларни заболувања. Како треба да се однесуваат сите тие луѓе кои што можеби имаат некој проблем и секако како би можеле да превенираме со цел да не настане некој таков проблем? Добро. Значи, поврзаноста на климатските промени и физичкото здравје, значи на луѓето е позната од многу одавна, значи од стари времиња, така што климата, односно атмосферските феномени, ние ги викаме, влијаат директно на здравјето на човекот, а имаме и една индиректна поврзаност, односно влијание на здравјето на човекот. Тоа е преку земјата, преку водата, воздухот, преку земјоделието, економијата, значи се тоа се одразува исто така врз здравјето на човекот. За жал, можеме да кажеме дека кога станува збор за климатските промени и неповолните атмосферски влијанија, Македонија, можам да кажам дека станува ризична земја за живење. Вие сте млади, можеби живеете во ова време на глобално затоплување и промена доста значајна климатска овде кај нас, но ние памтиме дека порано имавме 4 годишни времиња. Значи имавме и есен, имавме и пролет и преодот од ниски температури кон повисоки температури беше постепен, така што можеше и организмот, значи на човекот да се аклиматизира соодветно и овакви драстични и толку големи заболувања поврзани со влијанието на климатските промени, односно атмосферските феномени, не биле толку чести и во таков квантум, како што денес се случува. Да, во секој случај навистина големи промени имаме временски, драстични, кои што влијаат врз здравјето на луѓето. Ние ќе ги поканиме и гледачите кои што не следат, доколку имаат некое прашање поврзано на оваа тема. Во нашето студио професор доктор Силвана Јованова, кардиолог, која што е тука да ни даде одговор на нашите прашања и секако да даде препораки на кој начин да превенираме од сите оние заболувања кои што може да ги предизвика промената на времето. Страдаат многу повеќе повозрастните лица, хронично болните, и често во овие периоди докторите апелираат да се внимава како се излегува надвор, во кој период од денот, што е она што како препораки вие го давате, се со цел да се заштити здравјето, но и покрај тоа голем е бројот на луѓето кои што се јавуваат со одредени проблеми во клиниките во нашиот главен град и низ републиката. Да. Точно е, се бара секогаш место повеќе на клиника за кардиологија, тоа е матична за институција каде што јас работам. Значи, ходниците и амбулантите ни се полни и покрај предупредувањето и препораките кои што ги дава и Министерството за здравство и институтите за јавно здравство, во чиј домен се овие препораки за населението, како да живеат, како да се однесуваат, како да превенираат несакани ефекти од атмосферските влијанија. Влијанието на атмосферските влијанија, посебно наглите температурни промени, високите температури значајно влијаат и на срцевите болни, односно кардиоваскуларните болни. Со кој тип на заболувања
се сретнуваме почесто во овој период, значи тоа се срцеви удари, потоа мозочни удари, имаме акутно срцево попуштање, значи влошување на срцевата слабост кај пациентите, потоа имаме варијации на крвниот притисок со хипертензивни кризи, пристапи на пореметувања во срцевиот ритам. Рековте дека доста се чести сега во овој период кардиоваскуларните заболувања. Кажете ми дали можеби тие се директно резултат на климатските промени или пак треба предходно пациентот можеби има некоја предходна причина или состојба која што довела до таквата ситуација, односно до тие кардиоваскуларни заболувања кои што пред малку ги споменав. Значи, како што кажавме, има директно влијание на атмосферските влијанија на човечкиот организам. Значи, директната изложеност на високи температури доведува до несакани ефекти. Од друга страна, високите температури доведуваат до преобилно потење, губење на течност, така што дехидратацијата е во основа, значи еден поттикнувач на несаканите кардиоваскуларни избиднувања што се поврзани со оваа климатска промена. Така што она што можеме да препорачаме секако е да се внесува доволно течности во тек на денот, тоа да биде најдобро е да биде вода или чаеви без многу шекери, да се избегнуваат јаки кафиња, јаки чаеви, да се избегнуваат газирани сокови, значи најдобро е и најдобар лек и најевтин секако е водата. Во овој период сите промени кои што ги чувствуваме во организмот ги поврзуваме со времето, со високите температури и со промените и веројатно можеби по самото тоа и некои симптоми кои што доведуваат до некои позначени сериозни заболувања ги занемеруваме, споредувајќи ги со тоа времето е такво и токму поради тоа се чувствува можеби помалаксано, потежното дишам, се во однос на времето. Кога е алармот да отидеме на доктор и секако овие симптоми да ги испитаме дали се само времето или пак е нешто посериозно? Точно така. Значи, симптомите кои што се поврзани со горештините, со недоволно внесување на течност, може некогаш да ја замаскираат сликата, односно поведот во сериозно кардиоваскуларно заболување. Поради тоа, потребно е секогаш да се обрати внимание кога чувствуваме почесто главоболки, кога чувствуваме поинтензивен замор, малаксалост, вртоглавици, не е на одмет почесто да го контролираме притисокот, пулсот. Исто така може да се чувствува отежното дишење, тоа го припишуваме нели на високата температура, на зголемената влажност во воздухот, а сепак да превидиме, да не обрнеме внимание на сериозен симптом кој што може да биде еден предвестник или увод во срцев удар или пак срцева слабост, влошување, акутно влошување на срцевата слабост. Рековте вие дека во ходниците во вашата матична куќа на универзитетската кардиологија има навистина голема гужва сега и постојано доаѓаат луѓе со одредени проблеми и границите секако се намалуваат. Не се веќе таа повозрасна група на луѓе, доста млади се жалат. Треба тука веројатно да се спомене и вниманието околу физичката активност, напорот кој што се вложува и начинот на живење кој што е доста изменет во однос на оној кој што можеби пред години го имале луѓето. Сосема сте во право. Кај нас на кардиологија, покрај тоа што им возрастна популација, имаме пациенти од сите возрастни групи. Генерално, влијанието на атмосферските промени е поголемо и позначајно, значи поизразено кај повозрастните пациенти, пациентите со хронични заболувања и кај жените. Помладите пациенти се поштедени со оглед на тоа на нивниот капацитет на адаптација на условите атмосферски, но тие не се дефинитивно поштедени од несаканите влијанија. Па така имаме често млади пациенти кои што
биле пресигурни во младоста дека младоста може се да надмине, значи и се да толерира, доаѓаат кај нас со вртоглавици, со хипотензии, дури колапсни состојби, губиток на свест. Од тоа малку преценување и непридржување, игнорирање фактички на препораките кои што ги даваат професионалните институции. Така. Прималку ги спомнавте симптомите кои што укажуваат на срцев удар, на срцева слабост, па како треба едно лице да се однесува кога ќе ги почувствува тие симптоми? Што е она што треба прво да го направи за да го спречи понатамошното влошување на состојбата? Срцевиот удар или срцевиот инфаркт настанува поради запушување на една од коронарните артерии, тоа се артериите кои што го исхрануваат срцевиот мускул, така што е спречен дотур на крв во еден дел од срцевиот мускул. Како резултат на тоа, пациентот најчесто чувствува болка и таа е доминантниот, основниот симптом кој што се јавува кај пациентите. Но, не секогаш. Болката е најчесто во градите, најчесто позади градната коска, ја опишуваат како стегање, може да се шири во рамо, во грб, пратена да е со малаксување, препотување. Мислам, тоа е она класична, да кажеме, слика на пациент кој што во моментот доживува срцев удар. Но нечесто може да имаме и атипични, значи тегоби и симптоми кои што може да го одложат на временото јавување на пациентите на лекар да се побара професионална помош и навремено збринување и лекување на срцевиот удар. Така што некој само малаксување, чувство на недостиг на воздух, мачнина во градите или мачнина во стомахот може да бидат симптоми на срцев удар на кои што пациентите не обраќаат доволно внимание. Така, можат ли притисоците доколку ги измериме во тој момент да покажат дека се случува нешто со нашиот организам, односно дека се случува, можеби може да има вариабилен крвен притисок, зависност од пациентите, снимале пациенти кои што доживуваат срцев инфаркт во моментот со покачен крвен притисок, кај некој притисокот е понисок. Ние веќе го имаме и првиот гледач на оваа наша денешна тема и разговорот со професор доктор Силвана Јованова, кардиолог. Му велиме добар ден, кој ни се јавува? Ало, добар ден. Повелете, во програма сте. Имам едно прашање за докторка Силвана Јованова. Повелете. Ме интересира, кој ден во неделата е на ехо? Така, на клиниката за кардиологија. Да. Добро. Интересот за нашата докторка е повзорно голем. Кој ден во текот на неделата прегледувате? Прегледувам консултативни прегледи или ехо, кардиографија. Ехо во четврток ми е фиксен ден, постојан, уште 2 дена кои што се клизни. Да, во секој случај од распоредот со другите колеги. И летните одмори, распоредите се промените. Во секој случај добро е што гледачите се информираат и сакаат навремено да го следат своето здравје и својата состојба. За оние хронични болни кои што навистина имаат сериозни и големи проблеми со кардиоваскуларните заболувања, летото навистина може да носи големи проблеми, како што рековте вие, високите температури кои што минатиот викенд ги имавме, навистина беа погубни за сите нас кои што и сме речиси здрави, особено тешко тоа го поднесуваат хронично болните. Препораките повторно ќе ги споменеме, прошетките и долгото изложување на сонце треба максимално да се избегнуваат. Па колку ги следат препораките луѓето? Па мислам со овие апели кои што се постојано веќе присутни на медиумите, така една кампања што се води медиумска, дека пациентите се повеќе се придржуваат кон препораките за превенција од несаканите влијанија, атмосферски влијанија. Така. Имаме повторно двајца гледачи на линија кои што чекаат со своето прашање. Добар ден и повелете за првиот гледач. Добар ден. Повелете, господине. Имам прашање, пре месец дана сам направил стем, сам ставил. Утре треба на контрола да идем, ама чувствувам мало главоболка. Добро. Прашам до докторката што е.
Добро. Ви благодариме за вашето јавување. Да го слушнеме и следниот гледач, па нашата гостинка ќе одговори на прашањата. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете, во програма сте. Поздрав за докторката и за вас. Јас сум инаку постара особа кој долги години страдам од висок притисок. Сега, што да кажам, пијам Валсакор, Лерканил пијам, за мокрење пијам бидејќи тешко измокрувам, и аспирин 100 и аминокордин 1 на ден. Сега поручек стално ми се качува од 5 саат, после ми се покачува притисокот. И добивам зуење во главата. Така, и ноќе од 3-4 саат пак истото ми се случува. Да ми зуе главата, да ми бучи, значи ми се покачува притисокот. Сега имам и едно друго прашање, ако докторката е во до мене да ми одговори. Бидејќи ги пијам овие лекови, сега почна да ми се појавуваат некои модрици на ногите. Сега кај дебелото место, тука тоа се ситни, меѓутоа погоре над коленото имам поголеми така... Малце почнав да го избегавам овој аспиринот на преку ден, али не знам се што во случај дали аминокординот, дали аспиринот, јас го пијам со година аспиринот и така, немам некои други тегови. Благодариме за јавувањето. Секако дека докторката ќе даде одговори на вашето и на прашањето на претходниот гледач. Предходниот гледач беше стентиран пациент што имал срцева интервенција, значи коронарна интервенција, кој што во моментот чувствува почесто главоболки. Па препораката е на пациентот да измери крвен притисок, да видиме може би се работи за понисок или повисок крвен притисок кој што може да даде главоболка. Во овој период од годината, на вака високите температури, може една блага дехидратација, значи да даде главоболка, така што советувам да пиете од 6 до 8 чаши, најмалку, вода во тек на денот. Препораките се 8 чаши, тоа е некаде околу најмалку литар и пол течност, сепак се зависи нели од возраста, од другите болести на пациентите, условите во кои што живе, али тоа е некој оптимум. Кај нас овде во Македонија, нели секогаш кога имаме главоболка, ние земаме апче за главоболка. Прво аналгинот, кафетинот, така чаробниот, магичниот лек за главоболка, кој што доста помага. Додека во другите земји, на запад, основно што прават при главоболка, тоа е пиење на течности. Ние на тоа никако да, не... Да, пиење вода. И те речат, имам главоболка, чисто пати сум кажала, па напи се 2 чаши вода. Се пијат и со можеби малку лимон во неза. Да, и сето тоа допринесува да се отстранат главоболките, а доколку евентуално имаат посебно на тоа треба да се внимава во овој период од годината. И блага што инаку можеби е непрепознатлива дехидратација, недоволно внесување, преобилно потење, како прв симптом да манифестира главоболка. Лекот е значи едноставен и лесен. Да. И сега со втората гледачка која што има висок крвен притисок и по 17 часот секако и се зголемува и во текот на ноќта истите проблеми. Во однос на терапијата гледам дека пациентката така има убава терапија, тоа се нови лекови, моćни за намалување на крвниот притисок. Би сугерирала, ако со матичниот лекар или сега зависно од дозите овде, да се направи прилагодување на дозите, можеби покачување на дозата или пак времето во тек на денот кога ги зема лековите. Со оглед на тоа што значи попладневниот притисок е повисок и во вечерните часови, би било згодно да зема лек против крвен притисок некаде на пладне, кој што би ги покрил тие сати и кој што притисокот се покачува. А со модринките кои што се Со модринките пациентката рече дека зема аспирин, односно кардиопирин, ако нема друга причина, значи друга причина да го зема аспиринот, може да го прекине. Мислам, само ако има покачен крвен притисок и друга индикација не постои, односно причина за земање на аспиринот.
Према ако ги кажавте симптомите за срцевиот удар, може ли накратко да ги кажете симптомите кои што ете покажува дека постои срцева слабост? Како да се препознат и како да ги препознат пациентите овие симптоми кога станува збор за срцева слабост? Основните симптоми на срцева слабост кои што би требало пациентите да обрнат внимание, тоа се поинтензивен замор, малаксалост, отежнато дишење, посебно отежнато дишење во легната положба, потоа замор и при помал физички напор. Може да кажат дека допред некоја недела немав никакви тегоби, сите активности секојдневни ги обавував без никаква ограниченост. Сега од пред некој ден се задишувам и при качување по неколку скали или при изодување до 100-200 метри. Тоа се основните симптоми кои што може да укажат за недостаточност, односно за слабост на срцето, а знаците за срцева слабост се појава и на отоци на нозете, најчесто оток на стомахот, али тоа веќе зборува за понапреднат стадиум на срцева слабост, што верувам дека до тогаш пациентите се јавени на лекар поради тегобите кои што претходно ги спомнав. Што ви чувствувале, и сериозноста. Значи, ако имаат такви потешкоти, обавезно да се јават кај својот матичен лекар, кој што понатаму ќе ги упати на доиследувања за да се потврди дијагнозата и да се започне со соодветна терапија. Да, превенцијата е секако најважна во животот на човекот и постојано мораме да бидеме свесни за сериозноста која што може да ја донесат одредени заболувања и токму поради тоа да превенираме навреме во однос на заболувањата. Вие споменавте колку е важно да пиеме и да внесуваме доволно течности во текот на летниот период, но секако мораме да бидеме внимателни во однос на исхраната и начинот како се храниме во текот на деновите кога има навистина високи температури. Често знаат луѓето и во текот и на вакви временски состојби да посегнат по храна која што дополнително може да го наруши здравјето. Што е она што вие советувате? Како треба да изгледа менито на сите луѓе подеднакво и на здравите и особено на оние хронично болните? Тоа е мени кој што го советуваме како здрав начин на исхрана. Да, или култура на живење, култура на исхрана. Тоа посебно, која што треба малку поригорозна да биде во тек на летниот период. Тоа подразбира да исхраната да биде полесна. Значи, повеќе зеленчук, супи, варива, да се избегнува пржена храна, похована, масна храна, доста месо, повеќе да биде риба или пилешко, што е припремено на полесен начин, без зачини, без многу додатоци или оние што се нашите преливи, без многу помфрити. Лесна кујна. Лесна кујна, да се избегнуваат исто така во овој период сладоледи, кремови, многу шеќери. Но па начелно оние најупорните ќе кажат, па јас ја примам терапијата, можам да јадам што сакам. Да, и најчесто тие прават големи грешки, ќе се случи некој инцидент. Откога ќе се направи некоја интервенција кај пациентите, односно од која ќе се можеби ќе се стават байпас или стендови, како треба тие пациенти понатаму да се однесуваат, особено во овој период од годината кога навистина температурите знаат да бидат и повисоки? Кои се вашите препораки и што доколку не се придржуваат до упатствата кои што им ги давате? Кај пациентите кои што имаат некоја срцева интервенција или операција, како што е байпас или вградување на стентови, поради стеснување на некои од крвните садови, треба да се придржуваат на истите мерки кои што ги препорачуваме за севкупното население во државава. Малку треба да бидат повнимателни и она што ги разликува од другите пациенти, покрај тоа што треба да се придржуваат на мерките, треба да ја редовно да ја примаат препишаната терапија.
Тоа е основно. Било какво влошување ако почувствуваат, веднаш да се јават кај својот лекар. Симптомите може да бидат исти од претходно ако се влоши ситуацијата? Може да се влоши состојбата. Ако не ја земат редовно терапијата, премногу се охрабрат дека еве направена ме интервенција, сега ми е добро, немам никакви потешкоти и продолжи со практикување на старите навики, значи може да дојде до влошување на состојбата. Ние го имаме и следниот гледач, кој што не очекува на линија да го постави своето прашање. Добар ден, за кого? Добар ден. Повелете, во програма сте. Во оваа прилика најважното не го спомнавте. А јас ќе го спомнам. Ајде. Болеста, болката, празнината во животот ние од човечноста што ја изгубивме. Без неа лекоите вредни не се. Толку благодарам. Ви благодариме за јавувањето. Секако дека срцевата болка ја споменуваме често и при емотивни празнини кои што ги имаме, па и тука. Да, и во право е господинот. Да. Значи, сето тоа, ние зборуваме за физичко здравје, треба секојаш да зборуваме и за ментално здравје и постои голема поврзаност и влијание на менталното и физичкото здравје. Значи, меѓусобна поврзаност и влијание. И позитивната мисла која што ја имаат пациентите, можеби вие може да ја приметите кај вас на клиниката, полесно ги надминуваат проблемите доколку се оптеретат со негативни размислувања. Колку тоа има влијание можеби врз промената на луѓето? Апсолутно. Значи, позитивниот став кон работите, посебно кон болеста, кон собственото здравје, секогаш е добитна комбинација. Со таквите пациенти секогаш се и подисциплинирани, поодговорни спрема собственото здравје во однос на земање на терапија, на препораките за здрав начин на живење. Значи, оптимизмот продува со плод и треба да се трудиме, исто така и ние, колку имаме време во ова гужва со пациенти, тоа да влијаеме на пациентите и да допринесеме за по-оптимистички гледаат на болеста, да сватат како една ситуација, момент во животот, но дека не е нешто изгубено, со редовно земање на терапија, адаптирање на капацитетот кој што имаат функционален прифаќање на таа состојба, може исто така квалитетно да се живее. Професорке, вие сте дел од тимот на клиниката за кардиологија, па кажете ми каква е сега моменталната ситуација со пациентите, дали е зголемен бројот на пациенти на кои што треба да им се изврши некоја интервенција и дали бројката е поголема кај мажите или пак кај жените со кардиоваскуларни заболувања? Сега некои точни статистички податоци немам, но кај нас се секогаш полно. И во зима, и во лето. Значи нема правила. Значи нема правила. Додека срцевиот инфаркт беше почесто се јавуваше во зимскиот период, во есенскиот, малку поретко во летниот, сега исто така се јавува и во летниот период. Од друга страна, што се однесува за половата разлика, значи на појавата на кардиоваскуларните заболувања, и тука имаме едно поместување. Порано се веруваше дека ние жените ради естрогените, ради хормоните малку сме поштедени од јавување на кардиоваскуларни заболувања. Сега и тоа убедување е поништено, не важи, така што се однесува до Република Македонија, кардиоваскуларните заболувања се причина број 1 за смртност и за болест, значи онеспособеност кај жените, некаде на околу 55-56% од смртните случаи во Република Македонија се резултат на кардиоваскуларни заболувања. Токму поради тоа треба да се биде внимателен, сите подеднакво да внимаваат на здравјето и на препораките на докторите, а ние продолжуваме понатаму. До крајот на емисијата ни останува уште многу малку време, веќе имаме и двајца гледачи, да ги вклучиме, да им одговориме и да донесеме емисијата до самиот крај. Добар ден за првиот гледач. Добар ден. Повелете, во програма сте, да ве чуеме. Сакам да ја прашам докторката, поздрав проводува за докторката. Ме интересира во лето, над морската висина, дали
пациент опериран од 3 байпасови има улога. Например, дали е подобро да се оди на море, на нула надморска висина, што сте вели, или на планина. И дали влијае промената на надморската висина врз здравието на таков пациент опериран од, како што ви кажав, 3 байпасови. Така ви благодариме за јавувањето. Ќе го вклучиме и следниот гледач. Добар ден, повелете. Ало? Добар ден. Во програма сте. Добар ден, добар ден. Добар ден. Поздрав за докторката, сум бил неколку пати на ехо. Пред година днена ми е вграден стент. Не стент, него пейсмейкер. За прв пат денеска пулсот го измере са бајле 40. Пред тоа се напив Еутерокс, после тоа една лажица мед и пола лимон лимонада, го мерев, прв пат ми се симна на 40 пулсот, после 10 минути на 65. Зашто зборува оваа докторка? Благодариме. Ви благодариме за јавувањето. За првиот пациент, на која надморска височина е подобро за оперираните пациенти, за срцевите болни. Зависност од состојбата, ние викаме на срцевиот мускул, дали има или нема срцева слабост, се и препораките што е подобро дали на море, дали на планина, како и да е во овој период на 38-40 степени, многу корист од морето не би имало. Значи, она што може да користи, тоа е прошетки во утринските часови и навечер, во која кондиција е за да може да плива во морето, не знам пациентот, пошто не му ја знам секупната кардиолошка состојба. Моја препорака е дека планината е подобра, она бидејќи може да се користи целиот ден. Може да се најдат активности и предпладне и попладне на умерена, пријатна температура, да се ужива во денот и да се биде физички активен. Значи и ментално и физичко здравје да биде да се одржува на завидно ниво. Она што се препорачува е некаден таа надморска височина, за нашите зборувам за срцевите болни, да биде идеално околу 1500 метри, значи не повеќе од тоа. За вториот гледач кој што има проблем со пулсот, секако има пейсмейкер вградено? Да. Пациентот спомна дека има вградено пейсмейкер и денес или вчера приметил дека има намалување на пулсот, тоа е околу 40, би советувала да се јави во центарот кај нас за пейсмейкери, да се направи техничка контрола, да се види можеби веќе е време за замена на генераторот на пейсмейкерот и друго. Значи, сепак треба да се јави на контролен преглед веќе кога констатира варијации на срцевата фреквенција. Професорке, тука би ви се заблагодариле што гостувавте во Македонија денес. Препораките се навистина добри и корисни за сите оние кои што можеби имаат некое кардиоваскуларно заболување или чисто како превенција да го спречат појавувањето на истото. Ви благодариме. Ви благодарам и вас за поканата. И благодариме на докторката и на вам за тоа што со внимание го следевте разговорот кој што е мощно значаен за сите. Наши гледачи, слушајте ги препораките на докторите и водете здрав живот, а ние тука правиме една куса пауза, односно пауза со анализа, овој пат со колешката Анета Додевска. Јас и Мартина се враќаме по вестите во 12 часот, имаме уште содржини за сите оние кои што одлучија денес да бидат со Македонија денес.